Предстојната кампања за парламентарните избори ќе биде поинаква. Поради пандемијата, партиите до вербата ќе ја бараат од дистанца и со соодветен протокол. Како за новата методологија на освојување гласови се подготвуваат партиите? Да организираме фер, демократски и крајно безбедни избори за граѓаните. Овој пат кампањата ќе биде малку поинаква отколку досега. Ке ги нема големите митинзи, ке нема групирање на граѓаните, представување на кандидатите пред групи граѓани, туку кампањата ќе се сведе преку вас, медиумите, како главни партнери и другите дигитални алатки за презентација пред граѓаните. Ние строго ќе се придржуваме на утврдените мерки и протоколи препишани од здравствените власти, односно секогаш носење на заштитна маска, секогаш одржување на физичка дистанца и во ниту еден случај нема да дозволиме да биде загрозено здравјето на граѓаните од нашите предизборни активности. За прв пат на избори, овој пат ќе се појави и ГДУ, и тоа во комплетна здравствена и политичка непогода. Дали за партијата тоа е хендикеп или предност? Ќе се обидеме и ќе успееме да го скршиме црнобелиот политички свет во Македонија и ќе пробаме да издействуваме да се гласа за идеи и платформи за подобро утре на сите. Им посакувам среќа на сите политички конкуренти и би нагласил дека се наши конкуренти, а не наши непријатели, бидејќи на вистина доста е кампањите да личат на борба за плен помеѓу зверови. Нашата држава не е парче плен, па да се бориме околу неа. Таа е многу повеќе од тоа. Пандемијата која никако да одмине, ги промени сите досегашни политички параметри кои пред се однесуваа на излезноста. Например, воопшто не е исто дали излезноста ќе биде над или под 60%. Еве зошто. Многу апсурди е да некој утре задутре нарече дека тоа била волјата на народот ако има само 30 до 40% излезеност. На 2 милиони жители 30 до 40% излезеност е смешна бројка, за да некој утре задутре се повика дека изборниот резултат е волја на народот. Значи, повторувам, секоја помала излезеност од регуларната бројка е фиаско. Дека овие калкулации се релевантни и дека кон избирачките места од корона стравот нема да се трча, потврдуваат и граѓаните. Па мислам да. Народот се плаше, да не се заразе, да искрено кажано, мислам дека. Ја мислејќи дека се намале. Свеста ќе дојде на народот, и тоа полека ќе исчезне. Па ќе ја намали малку. Една четвртина ќе ја намали. Оти секој се плаши да не се разболе. Новата реалност носи нова реалност, па од тука и престројувањето. Домашни изборни посети нема да има, но тука се телефоните и медиумите. Впрочем, наумат ли партиите до гласачите секако ќе дојдат.